3-4. Еве не на уште една епизода. Денешната е многу специјална. Ова се повтарам. Секоја епизода не е многу специјална. Па специјална е, кои се повтараат, нема да биде специјална. Ама еве зашто е екстра специјална. Денешната епизода ние ќе се наречеме за машко здравје. И тоа конкретно за сперматозоиди, за спермограми, за нешто што јас сметам дека е многу малку застапено во општа култура и муабети низ друштва, и машки и женски. За ова многу слабо се дискутира. И за прв пат, не знам дали е за прв пат, гости ни е твој другар. Мој другар. Огромно благодарност до Здраве, мој многу мил, еден од најдобрите другари. Да, еднаш ме помеша со него, кога ми каже здраве. Па тоа е. Тоа е тој здраве. Здраве, жаре. Еве го конечно здраве, фала многу што си тука. Конечно ни дојде, да. Фала, добро бе најдов. Без него уствари нема отварање подкаст. Да. И другите што правите подкасти, Здраве мора да ви дое пилот епизода да ви направи. Тука направивте грешката, ствари прв што не ме викнавте. Он отвори моја прва епизода, он отвори нова сезона. Здраве, регулар подкастер гостин. Добре, ево и тука сега. Така да, еве го Здраве пак назад. Здраве доаѓа со многу добра, интересна приказна што се случуваше изминативе неколку месеци. И стварно брат, уште едно огромно фала што доја да ја споделиш приказнава. А јас се надевам дека жаре и ти, а и сите вие гледачи и слушатели. Нашата поинта од денешниот муабет е да се крене свесноста. Не сме доктори, не попуваме ништо, не наметнуваме ништо, рандом, кежуал муабет меѓу тројца другари, не се фаќајте одма, не се навредувајте, не барајте грешки. Креваме свесност за тема за која што ја лично сметам премалку се збори, а треба да се збори повише. Така што ако имате што да кажете, кревајте свесност, викајте доктори по дебати, поканувајте ме мене да дебатираме, да правиме единствена цел со овој муабет ние да ја кренеме свесноста за оваа тема. Човекот си направи личен експеримент, така да. И човекот е тука, зашто сум ти пак ептен благодарен да си ја споделиш приказнава. Мене ми мило што ќе споделам, затоа што прво фала што ме поканивте. Сепак нели треба покана за да дојдеш, немаш сам да се поканиш на подкаст. А и мило ми што ќе отвориме на ваква тема, затоа што прво мислам дека Македонија или не се дискутира, или се крие, или тоа што се дискутира во затворени кругови и е секогаш да не ти кажувам мајде ќути, знаеш, да не дознам. Машкоста да не се повреди. Машкоста да не се повреди, машкото его, меѓутоа кога ќе дојде ноември сите пуштаат мустаки, ама никој вистински не збори за машките проблеми. Фаќаш. Тоа е тоа. Новембар што е. Да. И многу ми е мило што ќе споделиме за тоа што стварно е многу добро и треба сите машки да го знаат, а реално 80% не го знаат. Плюс јас сум личен сведок на неговото веќе подобрување. Ти ми го најави пред тоа, така да не е случајно. Мал контекст, значи што е целава приказна е Здраве ти пред некој месец реши да правиш разноразни тестирања на тема сперматозоиди, спермограми, репродуктивно здравје, Репродуктивно здравје, здраво, браво. Така, што да ја почнеме таму приказнава? Што уопште те натера да ја почнеш приказнава со да си го провериш и подобриш репродуктивното здравје? Ај вака ќе се навратам колку генерално почнав 24 февруари, а пред февруари, значи, нели, нормално за она што сме родени и она што ни е патот во животот бар за многумина е да оформиме семејство.
И решивме, нели, да почнеме со тој процес и, нели, секој маж кој ќе ти каже, абе немам гајле, немам проблем. Јали? 5 ги направам одма. Правиме деца одма. Правиме деца одма. И меѓутоа она што грешат многу луѓе е што скоро 90% од луѓето никој не иде да се провери било што пред да почне да прави, нели, да оформува семејство или да направи дете. И сега мене како што ме дал Господ детален Таков да е направам здраве, да Аналитички направам мајндсет. да аналитички мајндсет, да направам истражување, да направам ресерч, да видам reviews, да. Тука морам и да го спомнам и брат ми кој што ми помогна многу за у тој ресерч и делот, она што ќе го начнеме после како тема. Да видам што треба да проверам и како треба да проверам. Сакаш што да направам во оваа држава. Значи извини, ти немаш никаква мака, Немам. чисто одиш пред да правиш. Да. Тоа сакам. Нема, Добро. не, Тоа е тоа. здраве, Добро, нема да се даде Не, до знаење да не се Тачно свати. да. Ја ќе се Убаво убацувам спомнам. често. За да биде кристално јасно. Здраве унапред ми прости, што ќе го прекинам 3 милиони пути. Ако ама не може се за и знаеме. ја мене да ми е јасно, сакам. И контекстот. Здраве не е се сгреши. перформанс човек. Значи здраве тренира со мене со години. 10 сата неделно му е минимум. Така. Со 2 работи, со фамилии, со чуда, со сите обврски. Човекот си работи фул тајм, тренира со мене, значи обседнати сме и двајцата, аеробик, траки спремаме, возиме милион сати, знаеш, перформанс ориентед мајндсет. Од таа гледна точка ти е одговорот што Да. ништо не Ничим му не фалеше на зазваним. него. Да, да, ништо не му, добро, значи здрав лајфстайл, јаде, тренира, секи си објасни. By By the the book. book. Добро, By the добро, продолжи си. Одиш И таму се и нормално, што да направам, да проверам, знаеш, кога пробуваш да оформиш нели фамилија или да направиш дете, идеш прво кај доктор. И сега у Македонија, кој да кажеш, абе не иди одма, пробај, абе не иди направо, ма пробај, абе не иди. Знаеш, сите некако кријат, сите некако не сака да бегаат, отидат. да. Сакаш, ние мажите особено не сакаме да идеме на доктор. Додека не дојде да треба да Сакаш. умрам, не идам на доктор, сакаш. После ќе идам. Сега, и отидов што да правам кај еден, се распрашав. Просто е. Во овие што се македонскиве најпознати приватни клиники, отидов во една, слушај што треба да направам, спермограм, нема проблем. Направи спермограм, резултатите доаѓаат наредниот ден или истиот ден и со тој спермограм одиш на доктор, генерално уролог. Сега, во Македонија уролози има уролози. Значи, што значи тоа? Тоа значи уролог проверува све. Простата, нели, тестиси, репродуктивни органи, меѓутоа многу ретки се доктори кои што имаат специјалност за репродуктивно здравје кај мажите. Значи генерално се Општи уролози. Да, каде што те проверува на оној начин кој што него, нели, има факултет цел позади него, кај што ќе те провери како што мисли дека треба да провери. Репродуктивни ги нема и сега пошто ги нема, ќе мораш да отидеш кај општ уролог и отидов ја со резултатот, кој што резултатот беше, знаеш, прв пат кога ги гледаш резултатите, Дунстер, сакаш. Појма немаш. Појма немаш што Кои значи се тоа. параметри, А таму знаеш? има параметри како крвна слика, сите сме направиле крвна слика, кога ги видиш тие 16.000 бројки, само и упростено или со ренч некој. Па ваму упростено со проценти. Нема Да, ренч. као прак, од тука до тука окей Да. си. Да, и сега отидов кај уролог, урологот вика супер е, окей е. Ќе препишеме некои витамини. Спаѓаш у рамки, Да, бе. она што ти прави исто урологот, те проверува комплетно дали си здрав, нели, збориме за репродуктивниот орган. Така. Знаеш, ти прави ехо на тестиси, те проверува дали имаш варикочела, дали имаш некоја друга болест, underlying, нешто што може да направи проблем, пошто тие такви болести што ги носиш, дали е бактерија која се проверува со спермокултура. Сакаш, тоа делува како пакет уствари, тоа спермограм и спермокултура, на двете да ги направи човек Да си сигурен. и да си сигурен дека немаш бактерија, таа се рече со антибиотици, меѓутоа тие антибиотици па ги убиваат па сперматозоидите. А многу деликатна тема. Така, тама многу си фати дели- ти поред. Да. тама. И сега супер, све помина урологот, резултатот одличен. Нема ништо. Нема се окей. ништо, продолжи дале, еве ти витамини кои што се може да ги купиш во аптека било каде. Као нешто мулти, нешто такво. Да, меѓутоа се малце поскапи, морам да поменам. Значи тие се скапи се затоа што составот е многу специфичен и кој што влијае директно на репродуктивното здравје. Не Чекај, ово урологов ти препишува као да. Апчиња еве ги пиги, на пример, не знам, као ти. окей си, ама еве Да. плюс ако сакаш. Малце ќе зголемиме ова, Тоа ќе се зголемаме фати побрзо. тоа. Да,
ќе зголемиме ова, ќе направиме ова и супер, и јас сум презадоволен од урологот што бев јас, само. Ала да му на човекот. Сега, кога ќе направиш спермокултура, после тоа со спермограмот, тие треба бројки да ги сватиш некако. Сега уролозиве ти објаснуваат, ама ти објаснуваат детално. И сега Он мисли знаеш, ти разбираш? да. Сега ти му Не, објас... го гледај, му ги гледа, тука Ги си гледа, време. Ма си нафрла термини, као треба сега да ги знаеме. Да. Да. И сега Нема пластично објаснување, сакам да кажам. баш пластично објаснување и баш тогаш се случи брат ми да исто има поминато некој интересен такав процес и доов дома, отворив книга, отворив интернет, нормално, нели, да ги видиш што се, сепак нема да правам операција на себе, сакаш него ќе направам експеримент. И сега многу интересно што во Македонија експериментов што го направив ја, многу ретко луѓе го знаат затоа што прво или не сакаат да го пратат процесот до крај, затоа што треба да се откажат од све. Или Бара посветеност, значи. Да, или бара посветеност, или да се префрлат на витаминска терапија, ама не сака да ја откаже ракијата, не знам, секој ден у кафана, цигари обвезно. Исто така мора да напоменам дека канабисот има многу голема улога во репродуктивното здравје, што е докажано. Кој сака да дознае повеќе, може комотно да отвори некој Хуберман подкаст, кај што човекот е гениален у денешницава и да види дека стварно има ефект. Пред да навлезам во деталите, нели, отворив ја компјутер, чекај да видам, преназам, на светско ниво, буквално, цел свет опфатено, мислам дека беше на Стенфорд универзити Хуберман, кај што предава таму, да. Има направена анализа дека 1 во 5 парови во светот проблемот е кај мажите. Значи 1 во 5. Значи ако не сме ние тројца, петиот, четвртиот, петиот има проблем. У 5 другари еден има проблем. Од аспект на потешкоти при зачнување. Да, затоа што никој нема направено пред да почне било што со, нели, пред да почне со формување, нели, на семејство, не направил никаква анализа. Ако фати, ќе тераме 3 години, па сега ако фати за 3 години, фати. После тоа ќе му мислиме, После тоа ќе му мислиме. Значи на тоа мислиш 1 у 5 има проблем. Таков случај, да. Потешкоти и у смисла може да пробуваме дете да правиме со години, па некад ќе фати. Да. Што ќе фати не знаеме. Не се знае. И како ќе фати, тоа е многу битно. Само ти ова кога се прибра дома почна со своји истражувања. Да, помина неколку дена почна со мои истражувања. Сите истражувања вика витаминска терапија. Што значи таа витаминска терапија? Витаминска терапија не значи само да ги пиеш витамините. Треба да пратиш одреден лајфстайл кој што ќе ти го промени животот. Пропратено со оваа тера. Да. Ама зашто да ја правиш? Да ја подобриш сликата? Сега ќе ти објаснам. Пред да навлезам во деталите на што ги содржи, на пример, еден спермограм. Тоа. Спермограмот во него има морфологија, виталност, подвижност и pH вредности и многу други, нели, оние како ги кажат параметри кои што, нели, би требало да не интересираат нас мажите, ама не интересираат. На самите сперматозоиди. Да. Мобилност на сперматозоидите. Све, прогресивност, како движат, значи тоа е движење и виталност, колку има живи, колку не живи. Сега, сите овие параметри имаат одреден процент во нив, во самиот процент, уствари според бројките, колку треба, значи, ај да го упростам. Ајде. Кога идеш да даваш примерок, тој се мели во милилитри. Добро. Тие милилитри на нив они ги истражуваат одма и прават анализа во милиони и во проценти. Во една слика на спермограм се е наведено во проценти. Меѓутоа, тие проценти има и под процентите има и бројки. Што значи тоа? Според Светска здравствена организација, ти треба да имаш во 1 милилитар минимум 15 милиони сперматозиди, треба да имаш минимум 48% да бидат живи и минимум морфологија да биде над 4%. Што значи морфологија? Морфологија значи, сега ќе почнам што значи морфологија и дали подвижност. Така. Морфологија значи никој нема 100% живи или 100% одлична морфологија. Најчесто се движи над 4% морфологија. Тоа што значи сперматоизот има 3 дела. Главата, што е, нели, елипсовидната, има, они го викаат на англиски mid region, и опашката, кој што му дава, нели, глава, средина и опашка. Средишен дел и опашка, за да може да се движи. Сега,
таа морфологија е над 4%, 4% е минимумот, над 4%. Сега, тие 4%, да речеме имаш над 4%, тие се здрави, живи, витални, другите во морфологијата се без опашка, без глава, залепени глави, пореметени, не знам, различен тип. Ако имаш Самите сперматозоидчиња се некако деформирани. Деформирани, да. Сега, имаш и коагулација на самите сперматозоидите. Не сум доктор. Добро, Не ама сум доктор. Да, ама некои работи можеш да ги сватиш без тоа да подразбира тој параметарот. така. Да, подразбира тој параметар Тоа е морфологија. да, жив, здрав, прав. Така. Таа треба да е на 4% според WHO. Сега. До вториот дел е виталност. Тоа е колку се живи, колку се не живи, буквално смисла. Значи ти можеш да имаш, не знам, 200-300 милиони, може да се пола не живи. Меѓутоа ти другите што се На живи 1 милилитар имаш толку и толку милиони сперматозоиди и во тие и во тие некои не се ни живи. да, апсолутно. Или се што ги викаат твичерс во место пливаат, не пливаат, заглавени се, сега, Нема шанси да нема оплоди. шанси да оплоди. Да, сега за да оплодиш, нели успешно едно јајце, треба да имаш прогресивни сперматозоиди. Односно, што значи тоа? Тоа значи според WHO мислам дека треба да се над 32% прогресивни, и вкупно 50 над 55% да се вкупно подвижни. Сега, прогресивните се најважни. Зашто? Затоа што тие се како знаеш, како сите сте гледале Тур де Франс, Оноа Нели е групата шалон, јатото да. кој иде. Прогресивноста е тоа уствари. Кога сперматозоидите всушност се движат сите заедно кон една цел. Во група. Нели, кон јајцеклетката. Тие другите што се подвижни, тие се сите мол, не знам. Сваќаш сите некаде шетаат, Секој ама свој не идат пат кај го што фати. треба. Плива место, иде Плива. грешка, контра. Да, нешто, знаеш, кој играш баскет, па се Вози назад. вози назад, буквално. Да, Така онака е. некоординирани. Тие прогресивните се оние кои што се најважни. Сваќаш и тие се движат, треба да бидат минимум 32%. И сега спермограмов и тоа го мери. Да, Од све мери. вкупниот број на сперматозоиди 30% Треба да се е као прогресивно некој подвижни. минимум прифатен Да, дека од си- Светска здравствена организација. дека си окей. Меѓутоа тие процентите не значат ништо. И бројките не значат ништо затоа што ти може и помалце да имаш, меѓутоа ако имаш добар волумен, сакаш може да се случи, например, кај оние сперм донорс, например, може да се движат во 1 милилитар до 200 милиони. Сакаш на нормални мажи моментално во денешницава на цел свет, на цел ниво, се движат од 15 до 30. Милиони во 1 милилитар. Во 1 милилитар. Во 1 милилитар, да. Тотал сперматозоиди. Не знаеме колку се витални, колку се Да, деформирани, ништо. Не знаеме, ако не направиш спермограми, ако направиш анализа за собственото здравје, тогаш нема да знаеш која бројка имаш. Са тие бројки до негде играат улога, нели, и во тоа успешноста на дека ќе зачне плод. Така да. Не може и да ги имаш и 50%, 60% ти прогресивно подвижни, меѓутоа пак знаеш природа е. Знаеш, ние сме суштества, не може да се водиме по бројки Не сме статистика. не сме не правиме статистика, меѓутоа ја зголемуваш шансата да успееш лично и кај тебе. Се ставаш во подобра за плодот. позиција. Секој сперматозоид во него има ДНК фрагментација. Тоа е многу многу важно да се каже кај луѓето дека знаеш, ја 6 месеци мртов пијан сум, па детето нема проблем, значи супер, а меѓутоа нема да знаеш какво ќе биде детето ако претходно си се прочистил и претходно си е подобрил таа ДНК фрагментација, пошто секој сперматозоид во него носи дел од твојата ДНК, знаеш, не е ова, Да. не знам, джамлија, па ако влезеш Така, лајка, окей, супер. Не знаеш кој е ниво Да. на фрагментација ти се Да, сега во трефнало. Македонија нема таква анализа или дима е многу ретко, не знам, манули, појма немам, а нема врска. Ќе продолжиме кај што застане. Така. Што да правам, гледам, бројки мене лично бројките не ми се свиѓа. Тоа објасни. Зашо? Докторот вика дека се мене ми се свиѓа затоа што знаеш кога знаеш дека можеш да го дадеш најдоброто од себе и не си го дал, колку ќе те копка. Така. Ако сега си јадал торта Да. и утре нема да правиш тренинг, пак ќе се самоубиел. Сакаш? Сега буквално си викаш, окей, бројки се Може и подобро. може и подобро, далеку подобро може да биде. Ма како да ги подобри, знаеш? Покрај она што го спомнав, нели, витамините, витаминската терапија, што ги набројаме после кои се најважни, знаеш. Знаеш, секој витамин па влијае различно на
различно на спермата се влијае. Аха. Не знам, цинкот зголемува тестостерон, коензимот дава мотилност, сакаш подвижување на сперматозоидите. Ма ќе навлезем повеќе у тоа понатака. Пошто ќе почнем да се губам. Да. Освен таа витаминска терапија, мораш да го промениш лајфстайлот, начинот на живот. Факт. Забориш алкохол, забориш цигари, забориш стрес, спиење од 6 до 8 сати минимум. Твојот лајфстайл не беше прикладен пред тоа? Спиењето беше, јадењето не беше. Морам да признаам. Значи чварки, месо, свинско, меѓутоа, пак она ќе го кажам, нели кога правиш тренинг, може да се потребни тие масти. Сакаш, ја го намалив и тренинг процесот, значи тренажниот процес скроз го намалив. Ако правиш деца, може би не се таму потребни. Да. Така. Затоа што мојот начин на тренирање е спремање светско првенство секогаш. Не е дека јас да тренирам 3-4 сати у неделата и да сум среќен. Не, брат, ако не се 10-12 не тренирам. Меѓутоа, како тренираш повеќе, така ти со тој интензитет ти влачиш во себе како се викаше, го заборив тој хормон каде што не ти помага, сакаш ти го губиш тестостерон. Што треба да го одржаваш жив тестостерон, сакаш. И мораш да намалиш и на тренинг. И сега продолжи да тренирам, меѓутоа го намалив интензитетот. Пајк не возам више. Ќе објасним после зашто. Да, ама збориме... Да не те нападнат одма. Да, збориме за лајфстайлов, значи предходно дали мене здраве ова. Ја викам, добре бе, што ќе менјаш лајфстайл, човече, ти си добар си, да. Добар си, сваќаш и после ми текнува, чекај малце. Успоредено со просечниот човек у Македонија, може имам кажано веќе неколку пати, просечно што се дешава, прошете вака сега низ град, што е културата македонска? Кафанска. Кафе, цигари, ракија, салата, кафич. Тоа е. Искочи викендов, не дај Боже сонце да излезе, и мравјалник вака по улици и кај ќе завршат мравките, по кафани и кафичи. И што е културата македонска? Кафе, цигари, ракија, салата. Тоа е. И сега тоа е просекот. Врз база на таа просечна популација се одредени тие просечни рамки на што е нормално у сперматозоиди, што е нормално у мотилност, ово на се што кажа здраве. И мене доаѓа здраве и ми вика, окей, ме сликава, ама може бољи. А здраве не е кафе, цигари, ракија, салата. И сега јас знам, че тренираш, не си алкохоличар, пиеш, колку пиеш еднаш у неделата пивце? Пива најчесто 2-3 пати сигурно. Пивце 2-3 пати у неделата и така. Гледаш твојата реакција која е? Добро бе, нормално, така. На 10 сата точак. Така. 2-3 пивца неделно. Испарува тоа вака жестоко, ама сите тоа си викаат. Ама успат и ракија секој ден и чварки и у живот нема прднато од тренинг. Испарува тоа, испарува. Не, за него е му 10 сата тренинг ќе го испари тоа. Да. Дури и он се вика, не бе, може и боли, може 0 пиво. Може. Сваќаш? И ја тоа што викам, виде стварно, окей, он борд сум. Здраве, тоа е тоа, стварно, го знам човекот, таков карактер има, all-in карактер има, ако прави нешто, all-in, зашто да се двоумам после 5 години, што ќе беше бе ако скратев 3 месеца, едно пивце, големото чудо нема, пие пиво 3 месеца. Извини, ама морав тој, така е убав контекст. Ти си, ја те гледам као трето лице од страна и затоа ја давам оваа слика, ти не ја, знаеш, сам себе не можеш така се оцениш. Да, не, убав контекст за. Што цигари предпоставам не пуши. Не пуши, ти викам, пие 2-3 пивца неделно онака, значи тоа е смешка за нашиве македонски мажи. Балканскиот муж, знаеме што е. Испод 5 на ден. Значи он е далеку од просечниот балкански маж за овие ствари. And yet, не е задоволен баш со спермограмот. Да пробаме бољи. И што менуваш ти? И са лајфстайлот што го смени. Прво нешто што откаже алкохол скроз. 0. Апсолутно 0. Тогаш работев на неколку проекти кои што многу голем стрес ми правија. Буквално стрес да не можам да заспиам, откажав поло. Со работа. Со работа, да. Сепак морам да заработувам за да преживеам. Витамини се скапи, сваќаш. Спермограмот да го плати. Мора некој да го плати спермограма, сегаш. И окей, витамини ги порачав. Тоа скрати една работа. Да, која?
чекај, Па да. не, проект да. викаш имаше Да. многу проекти работеше. Да. Пола си ги откачил, пиво нула. Да, све, ништо алкохол, нула. Апсолутно нула, освен што откажав алкохол, откажав скроз кафани. Храната таму што се сервира не е според мои нели стандарди и она што мене ми е потребно како храна за да поминам низ процесот да направи мојот организам нова спермогенеза, кој што спермогенеза е нели обновување комплетно на сперматозоидите кои што Цела спермокултура, колку рече трае тоа? Спермокултура е проверка дали имаш бактерии во самата сперма, меѓутоа спермогенеза трае 62 до 72 дена, може и до 90 некогаш да отиде. Ова е за целосно реобновување. Целосно така. реобновување на сперматозоидите и на комплетно на Грубо да речеме, 72 до 3 месеци. грубо да 3 речеме месеци. за 3 месеца ти ќе се ја обновиш. Да. Можеш. Сега, што е важно? Што Така, си правел? Ако правиш нешто. Добро, Што си правел во Битно не, претходните има назад сакам да Да, кажам. Не е дека- така. Значи крајна секогаш е многу важно што си правил претходните 3 месеца. Последните 3, Аха, последните 3, последните 3. Добро. Сега. Многу интересен факт е што како се одразува храната, начинот на живот кон нели нашата сперма или нели машкоста, нели за да фамилија или што и да, или да го држаш тестостеронот висок, не мора ајде да кажеме не правиш деца, сакаш да имам висок тестостерон. Така. Колку е важна храната, сакаш некои луѓе мислат дека знаеш се хранам, ама еве крвната слика ми е добра. И сите се водат, крвната слика ми е добра, ама крвната слика е апсолутно ништо, затоа што во Македонија крвната слика, Дали си болен или не си болен? да, крвната слика заедно со спермограмот, кај секој доктор кој ќе отидеш, ќе ти каже, па добре. Добре, затоа што морат докторите да го спуштат нивото на што е здраво според мнозинството на луѓето кои што живеат во државата. Прво е Сваќаш? просек што го каже Томе. Да, 100%, не 100% него, 100 откуци во минута во Да, бе, минување. да. Рамките, јас со така, тоа не, јас со тоа често имам конфликт и имаше и некој негативен фидбек за епизодата која зборевме за ХРВ и за Пулс, која дадов некои референтни вредности за што јас сметам дека е здраво. И мојот конфликт со таа ситуација е референтните рамки, што обично по медицината у денешницата се дават на најобична крвна слика, кои идат луѓе, проверив крвна слика, добро е. Тие рамки се на база на генерална популација. А рековме генерална популација. Кафе, цигари, ракија, салата, кафана. На тој примерок, ова се просеци. Ако ти така сакаш да бидеш, бујрум. Ама тоа не е оптимално здравје. А ја и ти бар го имаме баено овоа. Здравје не е недостаток на болест. Да. Здравје е колку ти имаш потенцијал да функционираш оптимално. Психичко, физички и со сите овие зашто е денешна епизода за машкото здравје. Чи како ше за крвната слика, така и за спермограмот кој просек. Така, но ама кој прави спермограм? И И како и со крвната слика, и оно ти ишол спермограмов, добар си. Така. Тие се референтните вредности, ама неќе мясо, кафе, цигари, ракија, салата, кафана се споредувам така. Така. Сега, и ти ги фати лайфстайл промени, Да. Она што Храната колку влијае збореше? храната влијае 80%. 20% се Ама се исчисти ти многу, човек. Што смени? Што правеше, што правеше потоа? Свинско немам 100 дена ставено уста. Алкохол. 100 дена. Зошто свинско баш? Затоа што за добро здравје, добра крвна слика Добро. и добар спермограм или добро репродуктивно здравје, треба што помалку мрсно да едеш. Мастите лошо влијаат на сперматозоидите. И тоа масти од кој сакаш потекло? Путер. И Така, путерот е здрави масти се лоши масти за сперматозоидите. масти се масти лоши за сперматозоиди. Точка, тука. Точка, крај. Добро. Може во некои одредени количини, не знам, ако ставиш малку путер во храната, окей, сакаш. Така де тоа работа. окей, Али на кето, ако си не е најпаметно, деца не. да правиш. Да. И Добро. посебно не ресторантски, кафански, Пржин, као се прават, Јасно. поковани Она што- зенки. Зеленчукови оилс. И- Најстрашното е палмово поковано. и Поковано компанија. најстрашно. Ја ништо немам спржено 100 дена. Плескавици, пrženi ук, Јадев- не знам што таму Да. сакаш. Јадев еднаш неделно месо Препрашен само. зејтин. Еднаш неделно јадев месо. Најчесто беше
мисиркино, морав некакво. Најчисто Ама што е може. сукта па јадење. Да. Тоа сега ќе дојдев кон тој детал. Најдобра храна за репродуктивно здравје е морска храна и риба. Медитеранска. Да, омега 3, омега 6, омега 9. Сите оние Или си тоа некој тип на масти? се, ама не си истите масти пример од свинско. Сакаш. Така, добро. Не може Значи да- односот омега Да, однос. омега 3 6. Да, да, е со- многу. Значи Знам, power да. food, она што го Да се балансираат. да. Power food за репродуктивно здравје е морски плодови и риба Добро. и јаткасти плодови. Факт, бразилски ореви особено. 100 дена по 100 грами секој ден. Значи па има здрави масти што може. Па се да, нели јадваш. Говориме за односот изгледа омега 3. Да се прекршува треба омега Да, 6. да нема 6 многу. Добро, Да. добро, добро. Сега, јаткасти плодови се 100%. Или бразилски викаат дека Сите. малце крева. Тоа е тоа. бидо. Секој ден по 80 до 90 грама јадам, 100 е многу затоа што така ќе се качи добриот холестерол, што е добро. Сакаш ќе покаже крвна слика дека имаш малце повисок холестерол, ама тоа е од тие јаткастите плодови. Мгм. А тие се бомба, витаминска бомба. Мислам не витаминска, меѓутоа нутрициона бомба, сакаш. Има нив многу цинк, има нив многу убави масти, сакаш. Тие масти се онакви природен лубрикант на вените, сакаш, Да, да, во да, крвта да. за да движи Па убаво. тоа е холестерол. Да, и се добри за репродуктивно здравје. Ете така. Место јадев еднаш неделно, сега веќе идам на 2 пати до 3, ама пак Јадеше сличува мисиркин. Ама мисиркино, сам риба, си го прави. сам. Не, јасно, тоа не ни мислев. И она што сега почнав да го имплементирам во диетава е купувам baby beef, телешко чисто, ама баш телешко, не ќе каже некој телешко месо, уствари е бут црвен на крвав. Телешко месо тоа е ба розево, не можеш да го промашиш. Тоа почнав да го имплементирам да го еднаш до 2 пати неделно, свинско ич воопшто. Строго избегнувам процесирана храна. Значи, Тоа е. салами, Тоа е. шунки, кулени, све што е процесирано, воопшто Чипсови, чипсови, благи, ништо, шекер муавет да не правиме. Ништо, да шекер муавет не правиме. Од шекер само зеленчук. Овоше не. Извини, Јовош. овош од шекер, Овош. зеленчук и овош. Така. Од зеленчук све, буте што сакаш. Буте, буквално. Колку можеш поише, толку подобро, затоа што тие и да изгуглаш сега да пишеш најдобрите антиоксидативни состојки ги има во зеленчукот. И во овошјето, сакаш, цедени портокали, киви, јагоди, банани, што би Што што ќе сакаш. замислиш тоа? Што е Само ќе сезонско? избегаваш урми и што беше другото го заборив, затоа што тие се само многу фруктоза имуни, многу шекер. По шекер. Ние ще се птен. Да, многу, значи Суво овоше да, никако. суво овоше Шекер, никако, да. Добро. Суво овоше никако. И ја терав таа диета 100 дена. Значи, И тренингот малце го смени. обавезно. Значи Рече точак си престанал да возиш. Да. Точак престанав да возам. Од која причина? Некој ќе каже не си требал, некој ќе каже Јас. да. Добре, тест си правил човек Да. од 100 дена. Ја фе- решив така е. експеримент да правам. Тачно дете. Кој што by the way толку многу ми прија, не сум конкретно тој збор. Толку многу ми одговара, одговара тој експеримент што јас ќе си го продолжам да го терам здрави со живот. Станало навика, виш? Да. Ја ќе омолам да фати Е, сега, точак кај. Зашто точакот го прво ја зголемува температурата на скротумот. Поради седењето често. Затоа што знаеш кога ќе кажеш точак возам на некој ќе ти каже еј супер, одлично е тоа бе. Од здраво овде е до тоа. онде. Ама чекај бе, други ја возам по 15 сата на недела, сакаш. Дневно Да, по тука 2 многу сата. важна напомена. 15 часовно седење. Тоа е многу важно. На незгодно напомена. седиш. Тука го разбирам скроз, значи он едноставно веќе кога прави all-in, кога прави чистка на се, ја гарантирам со него сум скоро секој ден, значи самурај, човеков Буда стана. Јас за месец дена го приметив, го собирам да идеме на водно и викам, човек ти си подмладен. Немаше ни 3-4 недели, памтиш? Да. Јас здраве си мислев дека таков човек си е со маца подочњаци и дека, знаеш, таков Таков човек е. си личи, он е таков, да. Доаѓа ни подочњаци, кожата сија, викам човек, веќе има ефект по тоа сакам и јас За го само еден напоменам месец, со ова дека у пакет со оваа негова фокус кон репродуктивно здравје, него општото здравје му се смени очигледно кон околината. Значи јас што скоро секој ден го гледам за месец дена, тикам се смени, Да. он као човек се смени и по расположение и по како light skin complexity,
Skin composition. Како и да е, кожата, свежината. И од тој аспект го сваќам, кога више, знаеш, не ќе да остави ништо на случајот. Друго е саат време тук таму на точак, ама друго е ја и Јонко сме седеле 5 сата на седиште, пот, сол, Да. тие улошки, не сакаш, па сонце ќе те фати пече 45 степена. Компресиран. И едноставно, Јасно. и ти ми кажа, не е толку до притисокот, не е толку до erectile dysfunction од тие. Ја ќе потребам, ја немам проблеми со импотентноста. со органов мој. Так. Него за тој фактор знам, зголемена температура во околината на скротумот е неоптимална за За сперматозоидите. здравието на сперматозоидите. И тачно, 5 сата на седиште и сега он као, више кога правам се друго у животов, ќе го анулирам и тој фактор. Ама не дека остана да лежи дома. Не дека не вежба, да. Не ето. остана, само смени тренинзите. Смени тренинзи, намали волумен и баш сега тоа ми ти што кажа тоа. Мојот тренинг на точак не беше пола сат на кеј назад, 2 сата секој ден, сакаш. И сега има нешто што ги убива тестисите, сперматозоидите, тоа е температурата на тестисите. Сега таа ако надмине 36 степени, умираат сперматозоидите, сакаш. И Джабе се сите овие резултати, ако ги имаш, ако е на 36, тоа е тоа. Да, ако ти секој ден 2 сата на точак, знаеш, секој што возел точак и облекол хеланка за бајк, знае надвор јули месец на 70 степена, колку степени ти е во меѓуножјето, сакаш. Да. И веќе кога вложуваш толку многу, зашто да тоа. не анулираш за утре да не кажеш после 3 месеца требаше ја да го откажам, затоа е сега сликата таква, сакаш. И Ајде нови 100 дена без. Да. Ајде сега нови 100 дена од понова све. Вака на стартот еднашки. Да. Еј сега секако Убаци на пример тегови, обавезно. Изфрли точак. Која е промената? Тоа ме Тоа интересува. сакав да баш сега ќе се надоврзав на тебе. Применив многу кросфит и многу, ајде да кажеме, народски теретана, затоа што сакав малку прво од точакот горниот дел мене на тело ми беше шпагета. Сакаш, земеш и паѓа. Кеса од Тинекс и кичма го фаќа. Да, кеса од Тинекс и кичма фаќа, сакаш. Леле. Дај подржи да кренам ја. И викам, знаеш, супер, окей, ќе ми влијае маце добро и на здравето, маце стренг тренинг, маце, знаеш, отпор. Ќе смениш бе, ќе зашто смениш, не разлиш, да. интересно ќе ти биде. Еднаш неделно трчав, 3 пати идев во теретана, и од теретана буквално све што ќе ми деше. Највеќе фокус удрив на чучањ и мртви дигања. Кеттлбел чинја бајке. Кеттлбел обавезно, затоа си ги уништи се раменјата, пошто правев трастерс многу. Малце high intensity, знаеш, вложив, ама меѓутоа не долг период за да, нели, кој имаш high intensity, нели, температурата зголемуваш на скромот, целото тело, знаеш, бриеш. Многу е важно, гледав и обрнав многу внимание кај се движам, со кој се движам, затоа што многу е лошо се разболеш, зборим на кренеш температура. Сакаш да завршиш на антибиотици, тоа е многу важно. Сакаш да се чуваш пред сега, не сега ај кидам у дискотека, сакаш си на некој режим кој што нели сакаш 100% да дадеш од себе. Сакаш ако се разболеш може да влијае утре на новиот спермограм. Джабе си правил се. Джабе си поминал се. Како ми се состоеше секој индивидуето, генерално гледав да легнам некаде. Нели сега немам деца, ама ако ќе имам, нема тоа не изволдиво ќе биде. Затоа го правиш. Затоа го правам ова, да. Ти ако имаш експеримент, Паѓа вода. Чао го прави. Обавезно доручек салата со нешто. Било што. Можеш со риба, можеш туна, туните се претежно чисти, иако ги избегнував оние во конзерва, што се без маслиново, строго вода. Со салата, сакаш рукола, сакаш патличен, сакаш кставица. После тоа закуска мала прави со тие јатките. Така се плови мерев, секој ден 80 грама, за да не претерам. на кафе намали. Кафе намалив многу, јас сум фанатик за кафе. Значи, опрема дома имам за кафе, каква сакаш. Многу намалив на Значи кафе. стварно има накви секоја година го менја апаратот. Апгрейд му прави. И Саем за машини за кафе. буквално, Импортира кафиња од не знам каде. значи, фанатик, тоа ми беше единствено нешто кој што ми беше најтешко да откажам, морам да признам. Значи,
Ама не дека не пиеш ич. Да, пие. Се Од се 3-4 ограничи скрати на Од пет. едно. Не, од 5. да бидеме реални. Од 5 скратив на 1,5. На едно дупло. Едно дупло од сабајле пие така, по 7 да. грама, 14 грамски си ги правиме од сабајле, затоа што многу е, зашто го збориме за кафево. Кофеинот до одреден степен во милиграми се мери тој, има влијание кон, нели, спермата и репродуктивното здравје. Што никој не го знае тоа. А Кој ќе може го и стекне? директно бе човек, може дека ти крати на сон или ти Се, прави оној буквално. кортизол, знаеш, може и индиректен Знаеш како, има pathway. некои работи кои што влијаат многу на стрес, да. стрес, че некое волуменот, многу влијае на волуменот. Значи не знам, ако треба да имаш 100 милиона во 1 милилитар, ќе имаш, не знам, 80. Тропам, сакаш, Така. може не е така. Пластично кажано. Пластично кажано, да. И мораш да го намалиш све. Значи мораш кога идеш да го одиш цел тој пат, гледаш да минимизираш било што може утре кога ќе го направиш тој вториот спермограм да кажеш не требаше тоа едно пиво. Или Или не кафења. требаше тоа кафе, тие 5 кафења на ден не требаше да ги па правам. тоа е, да. Ти си фати експеримент. Јас сакам да нема детал, да нема така. процент кај што не сум вложил буквално all in. Така. Што би рекли Целиот- американците leaving no stone unturned. Баш така, така. баш. И откажуваш и кафе до одреден степен. Да, откажав и кафето до одреден степен и све Рече закуска ореви, овие бразилски. и за вечера претходно цедам сокови, нели, измеѓу време, не, хидрирам 4 литра вода дневно, обавезно. Обавезно, затоа што водата има голема улога на семенската течност пошто семенската течност е оние кои што ги спроведуваат сперматозоидите Кај да пливаат. кај да плива, сакаш и таа е она која што е како обвивка заштитна за да може да ја оплодиш, нели, да го оплодиш јајцето, нели. Пази што има врска е. Сакаш баш симен флуид се вика. И 4 литра вода, значи? 4 литра Тоа е вода. плюс. А многу едноставно, пуниш шишот литри и ги пиеш 4 на ден. Просто е. Проблем Знам ли? него, само ја бројката Проблем се. ли? Или 2 по 2. Или 2 по 2. За вечера обавезно пак зеленчук, обавезно. Префрлив многу на јадење кои што стварно не ги можам. Леќа, граф. Добро, спремени и тие не се лоши. Има многу време губев на спремање, многу. Почна да ме фрустрира, она што морам да го кажам е дека ај што нема у Македонија никаде да прочиташ, никај да видиш, ни со кој да направиш муавет, ни да разведиш искуство, особено за машко репродуктивно здравје или за men's health. Сакаш апсолутно никаде ништо нема во држава. Сакаш. Може да постои некаде, ако постои некој да го пише у коментари. Меѓутоа, Линк од баш- нека утринска што не сме видели у 6 Да, саба или може некој 6 уролог саба, гости. Ама еве и сите овие навики што он се ги вметна у секојдневието, не му ги кажа доктор. Research. Докторот го испрати дома, човече. Да. Он седна, ја го знам, он се обседна. Нема нешто што не прочита, сваќаш. Подкасти све можно На оваа прочита. Сваќаш, идеме на водно 3 сата, хајк и он ми раскажува теории, вака чита он. Значи го знам, значи он се обседна. Немаше доктор да му каже овие и овие навики. И зашто сега сакам да го напоменам дека сето ова не испадна за џабе. да, После колку време, 100 дена, Ти- 85 да, дена. ти си имаше план, ја го правам експериментов, на тој и тој ден идам па да правам тест. Спиеше колку претходно, колку сега? Спиењето Имаше некоја евиденција Сега ќе ти кажам многу интересно со спиењето. Спиењето ми остана кажи речи горе-долу исто во часови, меѓутоа квалитетот на сонот ми се зголеми. Сега кога легнувам, буквално како да си го изведил штекер каблите, Што е резултатот? што е резултатот Исхраната на и лајфстайл. Целиот, да, претходен ден исто. Претходно беше, не знам, стани у 1, стани у 3, стани у 4, написав че бруфен у 6 боли глава. Сеќаш, Аха. едноставно не си внимавал на ништо. Сеќаш, не знам, си пил кафе у 10. И да го пробам кафе. Ете ти стресор. Тебе можам ја да заспивам и со кафе. Да, ете ти стресор дополнителен, сеќаш. Не знам. Абе дај 2 пива, ај. Викенд е. Поубаво се Да, спие. Убаво се спие со 2 пива. Апсолутно не. Ќе ги спомнем и бројките. Значи сето ова е поддржано со Дип, бројки. рем, сетие, Све Еве ги бе. горе доле е исти време траењето на спиењето. Да. Еве ги, чекај. Мало интермецо. За Пред и тие потоа. што за тие што слушате,
ќе гледаме едни графи кои што здраве. А и тие што гледате нема да ги гледате графите. Не, тие што гледате ја ќе вметнам. А, Ќе добро. ги вметнам. Тоа што гледаме ние, тие што го гледате видеото, ќе вметнам сега Ето. тука што гледаме ја. Жаре, ти признај прв пат ги гледаш бројкиве. Да бе. Жаре прв пат ги гледа, ја и здраве ги имаме тумачено овие еден куп. Зашто станува збор? Здраве си носи Apple Watch, а претходно имаше и друго. Garmin има, да. Битно има долгогодишен историјат на следење на некои од параметрите што веќе ги зборевме во една епизода. Примарно збориме за пулс, пулс примирување и HRV, а тоа е значи варијабилноста на пулсот. Вратете се на таа епизода да разберете поише. Битно што гледаме тука. 6 месеци. Пулс во мирување предходно околу 64-65 и глед колку нагло, ќе го видите и тоа вие што го гледате, а тие што слушате. Само мала корекција. Ова е за 6 месеца. Ако го намалиме на 3 месеца, resting heart rate е уште понизок. Да, значи изминативе месеци сега како за целиот овој период му дава пулс во мирување 55. Значи, 4 на 50. Значи, Со тоа што јас тука откажав байк, откажав многу долги endurance тренинзи на издржливост. ама тогаш понизок ти беше. Да, Тоа е понизок пулс. Рести Да. кога си ептен во висок фитнес. да. Оваа нагла промена се приметува буквално кога почна со промена во лајфстајлот. Точно. И најголемата промена е со кафињата, со алкохолот И со исхраната и со на вечер. чиста и со многу чиста исхрана, пазење кога јаде. И да, времето кога ја јадеш Времето вечерата. кога јаде и колку многу му влијаеше на сонот. Еве го за 10 е паднат пулс во мирување 55, кој што е најверојатно и понизок, ова е предолг просек. Ама многу ми се свиѓа мене наглата промена баш во периодот. Тоа беше кога ја го приметив, немаше ни неколку недели дека веќе беше сменет човекот. Ова е HRV. Оваа графа буквално е како мерило на стрес. Што по доле се вредностите е повисок стресот. Да, рековме дека се обратни, нели? Да, Кога а ги читам. што по високи вредности, значи висока варијабилност, значи помал стрес. Еве, а пак наглата промена, гледаш? Да. Буквално тука негде крај на февруар, како 40%. рече ти? 20 некој? 24 февруари. Еве го. Крај на февруар, март. Види разлика февруар-март. Збориме, чисто ова е општ стрес левел. Heart rate variability. Зашо го покажуваме ова? Дека целиот муабет не е за џабе. После одредено време, сите овие навики што он си ги вметна у животот, резултира во општото здравје резултира. Ова се ненормално добри маркери. Да, не За- читаме спермограм се уште. Да, не сме ни дојдени до спермограмот кој што го направи минатата недела, помина таму 7-18 дена. И тука имаш и некои ензимски. Ензимски статус на црниот дроб пред и потоа. Дупло се намалени бројките. Значи има и скоро 100% подобрување во сликата на црниот дроб. Така За што е, спиење имаш податоци некој дипер REM колку ти бил пред потоа? а имам, не можев да ги експортирам, нема како. А, смени слично е со Garmin на Apple. HRV-то. Да, и Не, слично е со HRV-то. Слично Имаше е со многу HRV-то, повеќе. да. Многу Ја му го поише. гледав на телефон директ, го гледав. Пример вака в top of your head, ако ти тек си имал напред 45 минути, си имал 2 сата нешто. значи Значи, дип некогаш претходно ми се чуеше да биде и по 10 минути. на тоа. Сега е минимум сат време. Да, он пора немаше deep sleep. Е поради кофеинот. Да. Не бе и пивце. Абе најобично пивце Ама пред тоа е нели спиење. алкохолот, рековме, Да. тоа е многу. Пивце пред спиење и ти немаш deep sleep. А спиеш ко закла. Ремот ми е многу зголемен, многу. Особено на нели телот кај што е нели психичкиот дел кај што се изморуваш нели теком денов, ремот помага за обновување. Да, на тој да, дел. Така. Да. И тој е зголемен сигурно за парона што го гледав 30-40% некаде грубо. Ај. Тоа сериозни бројки се не е. Да, ти за кажам, рамце. значи сега кога станам од спиење, сега сум Наспан. наспан и станувам спремен што треба да правиме, ајде. Претходно беше чекај да сосвестам, глава ме боли, дај бруфен се нем напиено 100 дена. А претходно си ги маваш Секој втор ден. тик-така. Да. Секој втор ден.
Ама таков си беше и он стресит. Ја мислев дека здраве е таков, малку стресовит човек. Знаеш, многу работа. потресување. Да, Ама не, дека се посветува, многу на се посветува и сака да е завршено Да, кој што да. треба. Он ми бил и колега пред колку години, бевме и колеги заедно. И знам како работи, сакаш, таков е, сака како се прави нешто, го прави, се посветува, малце се нервира ако Ако мајнка нешто лево. ако нешто е Да. мајка или некој друг потфрла, се он се дал и некој си колега таму забушил работа, сегаш. Или за некои такви ствари. И сето тоа си се надокнадува и јас си мислам, добре, здраве, малце таков стресовит. Не, бе, Буда. Буда. Самурај. Самурај. Мене тоа ми е главната поука, една од главните поуки со муабетов, што и пак ќе се навратам. Он веќе беше надпросечно поздрав од повеќето луѓе. Лајфстајлот му беше поздрав од повеќето луѓе, тренира, живее поздраво од 99% луѓе. Он од таа стартна точка скоро дупло ја подобри сликата општа во здравје, крвна слика, срцеви, Да. пулсови, ензими и сега да се навратиме и на исто така целиот експеримент го направи заради репродуктивното Да. здравје и минатава Да. недела иде пак на спермограм. Да, имаше брат ми многу интересна идеја. Да направиме први спермограм да видиме колку си здрав. И многу ми се свиѓа тоа. Сакам тоа да стане како онака Како крвна слика. како Да, како иначе општ муабет. Иначе многу овие универзитети амерички ги бар сега во Америка има движење да ги стимулираат, пошто таму е многу поголем проблем во Европа. Мади во Европа веќе е проблем. Ги стимулираат младиве луѓе од 20 и не знам 4-5 па нагоре, на 3 години да прават или по еден спермограм или да замрзнуваат сперма. Сеќаш, затоа што проблемов во Моментот може би го немаш. универзумов е многу голем. Сакаш за машката репродуктивност, сакаш отвори све, изгуглај. Да, и знам. Ќе ти искочат 100 овакво артикли за машка репродукција. Знаеш колку Со е намалено. намалено и дел меѓу Тестостеронот е намалено, Со овие све. сите параметри за Sperm сперматозоидите. Све. Све Све е што имаше намалено. кај Джо Роган наредонија фалејц, што е оној пластика во воздухот. У стил во А. Австралија дишеле луѓе во кредитна картичка неделно, а не си ни свесни. Да. И се тоа дека уствари влијае на машкаво Ја здравје. дома не користам више пластика за складирање. Вода или Вода, продукти. да. Особено топла пластика. И да се навртам назад, Пошто е толку многу голем проблемот, веќе во Америка баш се стимулираат младите луѓе и да прават почесто нели тестирање и да И да замрзнуваат. замрзнуваат сперма што не чини ништо реално. Тоа е затоа што све околу нас што е буквално цело обкружување, дали од луѓе, дали од храна, се антимашкост, сеќаш. Не збориме сега да јадеме живи свињи. Јас се разбирам. Да, ама се форсира поховано, се форсира секоја една соја. Отвори ги тие продуктите здрави. Ваков хезелнат, од бадем, од лешник, од ово, до Се ги маскираат шекерите, некој ние што не ги разбираш. Да. Збор. и соја. Масло од соја у секој има. Сојата е најголем непријател на мажот. Број 1. Соја. Кинеско. Ако сакаш да си гутепаш тестостерон, А. кинеско сакаш. Се напукаш со естроген. Соја сос. Масла од Да. семки, оние Све има palm соја. oil. Се што не е маслинов, авокадо и Да, коконат, Да. нечи. Толку. Тие се oils, односно масла што Да. може. И Се што не е, нечин. баш и во обкружувањето наше на животот сме стално стимулирани баш кон таква нездрава исхрана. И затоа што спомнав, нели, во Америка се води таква кампања за значи кажеш men's health, во Америка значи depression и reproductive health. Во Македонија men's health. Аз се не ме се видим у кафана шприцер литар со литар да удриме. Нема Бокал концептот чарачија, нашето да. здравје не постои. Да, сега, има еден момент, Ти ментално здравје дојде на уште, не па Да. за... да, сега, има еден момент кај што тоа е поише од тврдоглавоста на мажите. Да, де. Многу сме тврдоглави, јас сум тврдоглав. Ние сме дегените, не? Да, да, ние сме тврдоглави, ама мора да не трпат жени, се. Тоа е што правиме. Има голем
бар во Македонија сум разговарал со некои колеги, пријатели што ги имам надвор од Македонија за друштвата што ги имаат што се не македонски. Што решивме дека ќе го збориме culture constraint. Не знам како се преведе македонски. Да. Да не го забораваме, може сакаш да го спомниш ти. Не, контекст, само мал контекст, да. Culture constraint. Малце контекст. Ајде. Значи он реши меркиве, почна да ги применува. Јас знаев што ќе му се деси унапред. Затоа што ја цел живот не пијам. Ја пропив пред 3-4 години. Пропи е многу тежок збор. Пази, ама не, пак глупости. Пробав. Си пробал алкохол. Пробав. Да испочитувам неколку другари, неколку пригоди, да не биде да изживеам живота, не сум лизнал ракија и виски. Пробав, толку па не пијам. Значи јас сум апсолутен не сум пиел никад во живот. Знам што значи да седнеш у друштво, на свадба, на прослава, на веридба, на не знам, на било каква социјална околина. Хорор. Било каква социјална околина, навикнат сум на притисокот, оној peer pressure. Навикнат сум, ја виш имам каталјони зговори, веќе име знаат. Ама здраве кога ми кажа, брат, нема пијам, ја му реков, викам, пази се. Не знам како ќе издржиш. Од мајка до брат до се, со сила ако треба ќе ти бутаат вака, или пак ќе се навредат. Кој си ти сега да не пиеш, шо ја да не сум, да не си плавен од мене. Да. На тој culture constraint, мислиме, значи тие peer pressure, културолошки притисоци и антиподршка кон некој што реално сите знаеме дека решил да прави поздрава работа. А нашето его и инат и тврдоглавост и одбивање да се соочиме со сопствените проблеми, да ги проектираме на другарите у нашите друштва што одбрале здраво да живеат, е проблем. На тоа мислеше културолошки constraint, не знам како ќе го, cultural constraints дека братот здраве, кога беше кажи си нема случи тоа се деш. Значи на секој чекор. Прво единствена работа добра со тој culture constraint или тоа, не знам constraint како да го преведеме, добро. Кажи притисоци, ајде. Културолошки притисоци. Па тоа е тоа. Културолошки притисоци што прво ми се ослободи многу време во животот, затоа што веќе не ме викаат за кафани, не идам по кафани. Тоа се дешава после некој време. Неколку пати те цимаат и кој ќе ги оде после не те не викаат. Не го вика. Прво немаш генерално немаш поддршка. Некаде може да среднеш поддршка, некаде зашто се? Сигурно ли тоа? Немаш каде. И што се? Кај беше? На кој беше? Нели докторот рече се е врска нема тоа. И што дека не пиеш? Ја 2 деца имам начукан. И што ќе ти биде со 2? Ништо не ти биде. Сакаш. Дедо ми цел живот 3 раки на ден. Секој сабајле дедо ми на 90 години имаше по 3 жолти цигари, раки, качак пушеше, 95 години живееше. Но тоа се сведува генерално моветите. Решив сам да ги одбивам тие. Сам да го одиш пат. Да, решив да ги одбивам тие притисоци и тие искушенија, затоа што прво нема што да правиш, затоа што сите ќе се начукаат. Сакаш сите ти нема смисла дружбата. Дружбата е вака да одиме подкаст, искочиме на кафенце, никој не искача на кафе да брат се враќаат назад. На сите им вика, кафе ќе искочиме ќе бра. Кафе се дај по една. Што кафе шетљана водно правиме. Да, се се видиме, ајме пап средно крст. Никој веќе не ти се нафаќа на кафе. Ќе си прави прешмо веднаш. Никој веќе не се нафаќа да седнеш на кафе или да се видиш. Ако не е кафана. Ново кафе е кафана. Не знам дали знаеш. Да. Да. Апсолутно и таму нормално, освен салата што ќе еш друго. 100 пати сум слушал. Добре на кафе, не на кафе, на едно пиво се. Кафе го викаме на кафе да ме гледате. Да. А па ист. А пак е пиво, коктел, пијачка ме ради на по едно виски. Толку тоа. И имаш повеќе слободно време? Имам многу повеќе слободно време кој што го посветувам генерално да паза себе. Збориме себе подобрувам. Да. Подкасти, некоја литература, нешто ќе прочиташ, генерално слушам многу подкасти, полесни се, мислам додека тренирам, нели, слушам за конзумирање. За конзумирање. Чат-пат некоја книга ако му лета, нели со жена ми ќе прошетаме поише време, сега имам и за фамилија, затоа што
не можам 5 сата сабота Точак недела. не те дзенза, Точак, да. кафана не те дзенза. Викенди слободни. Да, викенди Па слободни. така се слободуваат сатите од денот Да. данеш. Да, Што не си ни бил свесен дека ти се зафатени. дека ги немаш уствари тие. Си мислел дека ги немаш, ама ги имаш. Ги имаш. На готвење, многу некои интересни работи, нели со диетава, ги готвам, нели, морска храна, си пазариш, си купуваш, се да, малце поскапа таа, меѓутоа рибата е колку толку може да се дозволи секој ден, сеќаш. Не мора да јадеш лигни секој ден. И тешка храна е. Знаеш што не сум те прашал? Дали уствари од целава ова патешествие, овој експеримент, најтешко, кој ти беше најтежок елемент? Имав, кога ми кажа урологот дека резултатите се добри, сега ги гледам дека брат не се добри сега. Значи пишува, сваќаш, мислам пишува, не е тоа да кажеш кузне колку лоши. За твои стандарди. За мои стандарди не се добри бе брат, сваќаш. Ко сега ти каже абе жаре имаш холестерол, не се ти каже абе жаре немаш холестерол, како е глева на граница? Не бе не е тоа холестерол. Чиме на граница добро. Чиме на граница добро е, сваќаш, и ти си свесен Нормалот. од себе дека чекај, ја ако продолжам вака, никад нема да го спуштам холестеролот и ќе му удри срцев удар некаде, сакаш. Така и јас, сакаш. И првиот момент кога што ми беше тоа, окей, са гледав го како е добар, и тоа е супер, не вика сепак од докторска гледна точка, не е дека ми кажал Петко Станко нулица. И ама јас лично себе знаев дека може подобро и знаев како да го направам тоа за да биде подобро и да вложам. Сад знаев дека нема да биде лесно и имав некои малку потешкоти од машки аспект. Сакаш секогаш questioning си правиш на машкоста, сакаш си викаш како е не могуче вака, знаеш, мора да се топ бројките. Секаш и си викаш, се враќаш назад, си го прашувам. А добро, не водев толку нездрав живот, знаеш, каш, тренинг, храна, спиење. Кој што се споредуваш. Знаеш, ти споредуваш се ретроспектива си правиш на животот, а уствари си викаш на крај не е добро ова, може подобро. Како? Вака. И првите недела дена ми беше многу тешко. Прво тешко да се навикнам на некоја храна која што сум јадел, да кажем, свинско јадев секој ден, што секој ден тренирав многу. Секаш ти 3000 калории да трошиш секој ден, можеш што сакаш да јадеш, меѓутоа не е тоа здраво. Да. Не само не е да го оптимално, јадеш, да. Не е оптимално здравје. Не е оптимално здравје. И доста време губев и на спремање и онака баш questioning на кој што ја верувам дека нема машко што нема да си помисли кај зашто ја, сеќаш. Значи има луѓе, има некои мажи кои што имаат са многу поголеми проблеми. Сеќаш и затоа го правиме овој подкаст за тие што имаат такви проблеми, слободно се обратат кон тебе, кон Томе, отворен сум ја ако треба нешто им помогнам. Што пиев, како пиев, ги пиев едни од најдобрите И да формули, кажа витамините. да, најдобрите формули во свет за репродукција. Ти се ги порачав од интернет, стига во Македонија, маци се скапички, околу 100 евра се. За не е колку многу. време? За месец дена. Па добро. За таква работа Да. не е страшно. За таква работа луѓе даваат милиони Да. евра. Колку Па, кошта едно евра, не. инвитро? Да, минимум 2500 евра. Да. Така да. Дај поише за витамини бе. Објасни што тачно состав. Витамините зашто, се кој едни ги од најде? најдобрите моментално у свет, нема боле, има уште ни ја заборив филмот како си, кој што ги Ова е некој сооднос на омега 3, омега 6, сега ти омега кажам, 2. не, сега ќе ти кажам. Fair Heaven се викаат, ќе ставиме ако треба во дескрипција, нешто таа да не правиме реклама нив. Али Што име составот, зашто? Составот да, име. Што е Зашто баш специјално? прво содржат комплексна формула на антиоксиданси. Ликопен. Си слушнал за ликопен? Не. Си слушнал за ликопен? Ти кажал ја. Ти. Да. Ликопенот е еден од најмокните антиоксиданси кој содржи во корупката на претлижената. За претлижени јадеме. Ама ти тргнуваш од точка на непрочистен организам. И тој претлижен што го јадеш, малку ти е како во милиграми се мери, малка ти е дозата за да ти исчисти. Секаш 3 кила претлижени да јадеш. Кој ја треба? Повратиш. Со ракија јадат. Да. Кој ќе пијат? И што сега кафаневите носат шопската пепелјара? Мала шопска. Значи антиоксиданси. Ликопен. Значи антиоксиданси во голем број. Еден од нив кој што го содржи во продуктов е ликопен. Освен ликопен, содржи коензим Q10. Тој го има многу во месото. Сега пошто не јадам многу месо, морав да внимавам на B12. Б комплекс формулата, B1, B6, B12. Сакаш B12
најповеќе. Ама збориш со многу јаки дози во Јаки. самите витамини има. Сите дози концентриран. беа 300% па нагоре. Витамин А, витамин С, витамин С 2 грама. Витамин А, Ето. не знам колку беа проценти, 500% повеќе од таа вредноста. Сега ќе пробам да ги набројам, па ќе одиме еден по еден грубо. А, С, Д, Е, фолна киселина. Од фолна киселина после селениум, од селениум цинк, магнезиум, кои беа другите, имаше ни интересни што сега ќе пробам да ги експериментирам за природно зголемување на база на тревка с тестостеронот, тонгаали, тој го нема во Македонија. Да, тоа е ја го има зборено Хуберман и на Џо Роган го имаат зборено. На Џо Роган го има За зборено. тонгали? Да. Да. Природен екстракт од некоја трева што стимулира производство на Поттикнува. тестостерон природно во Што организмот. го пијат кај нас? Не трибулус, Трибулус. Тестерис. Место, да. Трибулус Емо ова е тестерис. појак. Ова е подобро од трибулус. Подобро, да. Ама ова накнадно си го нарача. Накнадно го нарачам. Ова претходно ово што го збориш 100 евра беше многу Пакетче. сложена Комплексна. формула на комплексни 6 сапчиња се пијат дневно. високодози. Да, и се витамини. Значи тие се едни од најдобрите. Ги има кај нас некои австрийски, меѓутоа составот го гледав не е баш добар. Овие си идеални. Овие се идеални, комплетна цела формула имаш на антиоксиданси, на витамини, на минерали, буквално се што треба за репродуктивно здравје. Значи не е стајано, магнезиум има многу малку, затоа што влијае, ама и не толку магнезиум, да речеме, сегаш. Цинк големи количини, 30 мг. Не ми текнува. Ама ова ти па онака го праеше од што си олин. Не Да, кеш, да, no да, stone left unturned. Да. Ти па можеш да тидеш и со Обични, витаминка, да. Обични. Витамин, да. мултивитамини. Да. Не, Седевина, искрено, да. искрено. Имајќи обзир сите лайфстайл промени што си ги направил претходно, дали ќе си ги пиел витаминиве плюс и минус, веќе збориме на marginal gains. Проценти Може ситни се 1, опаш. 2, 3, Да. 5% си Да. подобрил. Кога пиеш мора да си константен на тоа. Значи да си организиран кога да ги пиеш. Треба да внимаваш дали ќе ти направи проблем во желудник, дали ќе ти направи проблем со столица, сеќаш секој витамин си има и спремно ми е све, шемата ми е спремна, значи буквално по ден колку, од кои фирми, што да комбинираш, што ти фали, како ти фали, меѓутоа пак пред да го почне човек процесот, треба да не престане со оно што го прави, па да го направи тестирањето, па да направи промена. А да не биде сега ќе сменам, па ќе поминат месец ден, ај сега ќе направам тестирање. Не, правиш како што си правил до сега или си водел секој ден кафанен живот, идеш тестираш и од наредниот ден сечеш. Нема ај сега 2 недели ова ќе јадам, 2 недели, пак идам за 3 месеца ќе тестирам, не. Така никогаш нема да имаш вистински слика на резултатите. Чекај, Сакаш не- фул, Да. Не до раскажавме Да. преска дека ја направи и новата да, слика. тоа чекаме да стигнеме до таа. Да, Не да. заборавивме не се кире. Да, И- секако се навратиме Еве на тоа. сме сега Витамините на... и друго, тука сме. Витамини, минерали, формулата што ја пиев, мислам, таа витаминска терапија. С се храната, вика. с пиењето, Да. 4 литра вода, витаминиве, Кафе, формула, алкохол, кафе, откажу- алкохол, све, откажување од тоа. И од точак на тегови, 3 пати стрес неделно, никако. стрес никако, и после 100 дена одиш. Ама пази, тоа стрес никако не е Не, не. наивна, тривијална Како бе, работа. тоа е најтешко од свео. Сваќаш, еве, треба што да немаш имаш контрола. свесност Еве за ја ти тоа. кажувам, Ама еве и- немаш толку контрола, Немаш да ти, стреси. стисни дугме тука Да, за и са. нема стрес. 50% еве помалку. како на пример мене Да, како ти се справиш? јас на пример работев на неколку проекта. Сите проекти Да ми беа- кажа на почеток. Да, сите проекти ми беа супер, лабави. Едниот од нив беше 90% стрес. Ама едниот од нив беше и најплатен. Најстресниот. Најстресниот. Нормално, нели, тоа стреси, пари секогаш од заедно. Сега, што решив ја? Ја решив да го откажам тој проект или да не работам веќе на него и изгубив многу пари. Ама свесно го направив тоа затоа што јас овде пробувам нешто да направам Поголемо од за, тебе. поголемо од мене за наредни 50 години, Да, сакаш. Затоа што ти кога ќе остареш, Што тој проект? Ја да не ќе го мислиш сега, да. да не ти тек, ти текна тој проект, топ беше, никој нема го памти. И го откажав тој проект и си останав кај што сум сега на овие проекти на кои што работам и ми е многу убаво,
ми дава слобода на движење. Растеретен се сигурно. Много. И нели кога заврши целиот тој процес за окружив, секаде викаат 72 дена е за нова спермогенеза, до 65, знаеш како со 65 дена се потребни во тестисите да се направи таа нова спермогенеза, меѓутоа потребно се недела до 2 сеас големи на 2 недели да се трансферира во ејакулатот. Сеќаш? Да, не е вака Јасно. кликни. Сега, целиот дел, сите ќе ти препорачаат тере 6 месеца, не 3. Зашто? Затоа што никогаш нема да го фатиш, пошто нели тоа е природно, како менструалниот циклус кај жените, никогаш нема да го фатиш ти можеш да го фатиш на почеток, не може ако денеска си решил 72 дена и точно дека ќе се направи, сакаш, немаш тригер у тебе, него ти ти веќе може претходно си бил на средина. Сакаш, и ти останале само тебе 30 дена за нова спермогенеза, така. Аха. И ти уствари си фатил 30 од претходниот циклус, меѓутоа си го направил на 62-иот, на 72-иот ден, меѓутоа ти вториот не поминал целосно, сакаш. Не знаеш у која фаза на циклусот. Ова е за сваки случај. Да бидеш сигурен, тере го 3 месеца, дури ја би рекол и 6. Так. Да бидеш, да фатиш убави 2 циклуса, знаеш, комплетно да се прочитиш, затоа што не бива сега после цела оваа жртва, не е ни жртва, значи ќе каже жртва си на почетокот, сакаш, пак имаш некој виктим менталити у тебе. Пак зашо правиме мовет за дете, човек, Да. не може да е жртва тој. Има луѓе така малце пожртвени. Машко здравје. Да. За машко здравје. И Тебе колку Фати те ти. фате? Ти после 100 дена го направи? јас продолжив дале терам. Не, спермограмот го Да, направи после. 85. Добро. И што 85. вика еве спермограмот денеска? 100% подобрување. 100%. 100%. 100% подобрување, чисто само ќе нафрлам бројка. Во овие параметри на почеток што ги кажа. Да, Тие ши да, Ако може, мортилити, да. мотилити, у број. морфологија и виталност. купен број. Вкупен број, мислам дека имаш ти пратив и нели табела една на мејл за Не ја спремив таа. да. Ќе може да ја вметнам Ќе ја после, вметнеме да. после да. Ама Ти кажи ги on top of your head ако имаш On вака. top of your head, on top of my head, генерално од 80 до 100% подобрување, со тоа што пак ќе ти кажам, може не сме го фатил, може сме го фатил пола циклус, може ги било уште подобри бројките. Ќе видиме за 6 месеца. Нова епизода за Да. Да. Збориме, значи вкупен број на сперматозоиди, Значи, скоро вкупен- дупло. Вкупен број на сперматозоиди по милилитар. Дупло, како тоа беше уште поише? Не дупло. Значи вака претходно на пример, да кажеме ќе карикирам. Памтиш со број. прецизни бројки или не? Да, памтам прецизни бројки. Прилика ако во 1 милилитар сум имал 30 милиона, Добро. сега имам 80 милиона. Така беше. Ова е и над 100%. Да, Значи 80 до 100 Вкупен беше број. просекот. да, 100% избориме у просекот на На цела целата, слика. добро. Значи, збориме слика морфологија, мотилити или подвижност, и виталност. Како и да сведиш, све е зголемено скоро за дуп. комплетно. Да, За- да. И за колку? За 3 месеца? За 3 месеца. Ај кажи ми дека не вреди. Како бе не вреди? И тие другите параметри исто, колкав процент од тие се живи, Да. дупло поише. Колкав процент од живите Сега. немаат деформитети, Мрдаде, ето. дупло Сега. бољи. Се му е дупло, сваќаш. Она што јас бев малку во бројките многу, меѓутоа некако тој ден ми беше многу се на брзање, нешто работа, има нешто траше среда, нешто. Ми умре мачката таму, појма, нема. И сопругата моја зема тајтета на знаеш да видиме, да удириме графа, да аналитика, сакаш, мора убаво да се истражи тоа, да видиш бројките да ги споредиш претходно before and after. Луѓе ако го прават ова, никогаш да не ги гледат апсолутните проценти во спермограмата. Што значи тоа? Тоа значи дека ако на пример било за подвижност, минимум да се 30%, ако ги имаш сега на речеме на вториот спермограм, ако ги имаш истата бројка на мотилност, ама тебе ти се зголемени, ти е зголемен волуменот по милилитар во бројот на сперматозоиди, Аха, тоа. 30% на пример на 40 милиона се колку? Да, 13. Ама 30% ако имаш 150 милиона не е исто. Так. Меѓутоа они си ја држат таа 30% свеќаш процентот. Процентот, да, Процентот си го држат они на статистиката на спермограма, свеќаш WHO. Сека 30% можеш да имаш, ама не е исто 30% на 45 150 милиона на 40. и на Е, тоа, 150. да. И тоа тука ја направив малце утка што
прва на брзинка ги видел бројките и чекај да видам какви се. Не направи откаде, само не Да. не ги доанализира бројките. Да, треба да седнеш. По резултатите си стои убаво детално. Да, треба да убаво да седнеш, да направиш анализа, да ги спориш затоа што најверојатно ќе имаш најголем напредок во бројноста и во мотилноста, меѓутоа треба да знаеш дека ако имаш добра бројка и да останала мотилноста иста, ти си ги зголемил 100% шансите, сеќаш. Во мотилноста на оние прогресивни движења, прогресивни Тоа е спортови. нереално многу. Многу е. Да, јас се чудев. Јас се чудев буквално. Значи За 3 месеца? 3 месеца. 3 месеца. За 6 ќе видиме, односно Да. за плюс 3 од се. Да. А знаеш што е интересно, ти ми немаш спомнато, у ниедна од овие прилики ти не седна со доктор овој муабет да го направиш. Пробав, не успеав. Не, знаеш, не само оноа, ај добар си бегај, него Да. седни, абе докторе, објасни ми мотилити, фитили, митили Не, го. не. Едноставно, мислам дека не може да ги обвинуваме нив, затоа што кај нив доаѓаат секој ден по 500 души. Мислам дека секако си ја разбираат тематиката, или нивна област е, ама мислам дека не можат доволно да се посветат, прво затоа што има многу тврдоглави мажи, и ние сме тврдоглави по природа мажите, и второ, до тој степен да ти се посвети, мислам дека треба да се погоди 1 во 100 доктори за да ти посветат толку многу внимание за да те наведат на ваква витаминска терапија, затоа што прво може ќе ти каже тебе, да бе прави ти како треба да правиш, праја. Ти нема да ја правиш, ќе отидеш после 6 месеци, ти ми кажа, ми гарантираше сега видео што е сеќаш. Аха, тоа е. Значи, Ама И- тоа терапија, збориме ваков муабет со доктор, за навиките, да ти ги објасни бројките, резултатите, ај сега. нема да ти објасни, нема да ти објасни. Ништо тоа не Ништо. Се знаеш што бре, те Иди праќа. лабораторија, нати примерок, еве картичката, Тоа е тоа. резултатите по мејл утре. Тоа е. Ако види дека има проблем сериозен во сликата, ќе те прати на ИФВ, на инсеминација, или на инвитро на крај. Тука е тој момент мене што ме боде оти одма ми текнува Бизнис е, на малце случки е со бизнис, крвни да. слики со све. Се скока целче. Океј, у реду, он добива 100 Извини. слики на ден. Ќе те прекинам, ако не скршам нешто да кажам. Зашто немаш. Кистем. Не изгубив мислата. Знаеш што е проблемот? Проблемот е што прво за да ти ги објасни сите овие навики, треба да те убеди прво дека функционира тоа. Сегаш. И сега гледај, Не Прво- можеш пример. прво не може да те убеди, затоа што ти нема да му веруваш. Да. И нема ни да пратиш диетата до крај. Сега. И второ е најлесно ако не бива и ако види сликата дека е лоша, ќе те прати на или на инсеминација или на инвитро, сеш. И нив име, знаеш, едноставно ако ќе се ставиш на нивна страна, Си еден од милиарда што му дај. да. И ќе те Еден од Се илјадници. решил. Ај, ти си окей, ти не, а оди ти се плати 2000 евра за вештачко оплодување. Да, и затоа се стимулира тоа вештачко плодување, затоа што прво и луѓето не сакаат да сменат ништо во нив. Полесниот пат е можеби. Не знам, не дај Боже, дознам таа работа треба, ама Тоа Кој е што ми- трагично, бе, јас кој што стварно ми- мислам кој што дека ми личи од 100-дневен пат исхрана, вежбање, спиење, откажување од 1000 работи. И си викаш, аја, вие природниве работи, да ме вакви онакви. А оди зашто е плати нај- па клати. некој попрво ќе дае 2000 евра за тоа, него 100 дена да не пие Се, пиво. Да. Прост пример, не поврзано со оваа тема, него се во Америка видов почнали инекции антиобисити. What the fuck? Да. Значи до кој степен одиме се, ме разбираш? Да. Да не смениш ништо лајфстајлот за плати ден, чао, пријатно, толку и толку време славеш толку. Страшно. Така да верувам дека инвитрото е паралелна. Ама пази, и за инвитро треба да имаш добар спермограм, сега не можеш да отидеш Да, па не у Чернобил да гарантира работиш, тоа па ништо, се вратиш да. да правиш спермограм, сакаш. Да, нели, тоа па и Има. може и неуспешни. Работа со тешки метали,
не сум сигурен, ама мислам дека има ресерч дека докажано дека и телефоните имаат многу голем улога од джеп кога ги ставиш. Ја гледав. Не од нешто, топлината, него од Радиација. фреквенција на ниските радиозраци. Да. Да. Ептен тука у Но джепот директно, ти стои, буквално меѓу тестите. Баш таму ти стои, да. И кога седиш и кога лежиш пак си со телефонот вака сакаш. Ама тоа е неизбежна нова навика, нов живот кој што го водат сите мажи Пак светот. ти е на маса едно друго колку Да. често си. Али пак, значи као што те сваќам се некој ако има мака, само 3 до 6 месеца може да си го Да, си го реши преобрази проблемот. овој проблем. Да. Али треба малце го загре газот. Да. Со прилично познати мерки за здрав живот. Што е функционираат? Да. Ти ми кажеше најголем фактор од сите овие мерки, ако треба да одбереш онака бар овие две ствари не ги прави. Кој би рекол дека се? Алкохол, цигари. Крај на приказната. Алкохолот Ја- особено алкохол. Ја у било верувам кој во тоа доз. скроз. Even ќе префрлев на англиски. Работи во англиски фирми да не Да, го замерим. дури и во мали подкастов сам. дури у мали количини. Разумеме, и една пијачка може да направи промена. На ден. Зашто да ден, да. Зашто да си ги ризикуваш шансите со една пијачка? Што ќе ти смени? Секако ако пиеш една ти е малку, така да не се лажеме. Значи на равочење, Ја не ако знам. сакате да правите деца, направи спермограм. Ако Да. си оние просеци, како што рековме, Да. примени го ова. Да. 3 до 6 месеци. Ништо нема ти биде да не. Реобиди се пак. Замисли Жаре колку луѓе има мажи кои што појма немаат од животот и кои што со години губат време на пробување. Не, Сакаш, колку процент него 99,999. пред да решам било што, Ти си прв што дознавам отидов дека- прв. Отидов направив ома. Чекај ќе се проверам. Моето здравје, сакаш здравјето на офспрингот, утре на детето, здравјето на жената. Знаеш колку компликации може да се создадат па кај Да, и жените. после оние спонтани, после само ова, тоа, да, не само Не е што- случајност тоа. Да. Не само што пробуваме со години и неуспешно, него и попрво ќе ја префрлиме На одговорноста жената. кај жената. На партнерот, па да, Па машкото жените на ќе жена. идат да се тестираат. Они први секогаш, да. Они си идат Ја имам редовно. примери, од Стварно, луѓе што ги Они идат познавам. редовно се. Ние мислиме дека Ај, има ејакулат. еве. Има ја. Ако- Искача од мене, добар сум ја. Да. Ама стварно е така, Ама мога. што искача? Тука сум на страната на жените затоа што прво Да, оние Еве, 6 не, месеци се прво проверуваат. секој маж што гледа, прво нека се запраша себе си ако нема проблем колку пати дошол на уролог. Нула. Нула. Пред 40. Ама никој. зашто Сега нешто последно време зашто панкреас. да идам кога немам проблем? Мажи одат заради оние STD, сексуално преносливи Така, болести. да. Не за Од здравје. мука. Или ако има мака, или за не дај Боже. Да. Али за ова, за плодност, мислам дека и машкоста многу им се повредува тука. Многу. Ајбе, ја добар сум. Да. Разбираш? Стварно. бе. Оиле, доиле, направи Знаеш деца, колку- ја нема да направам. Да, знаеш колку многу значи ќе отидеш кај уролог, ехо ќе те прегледа, знаеш, Пропратни работи веќе. Жаре, да не правиме муабет и да се спомнуваме за болести, рак на тестиси, рак Така, на така, простата, така. све Тие ќе си ти тие проверат, ќе пропратни ти што ви- фатат, сакаш, па да не почнеме Не да дај правиме Боже, муабет, па не. колку мажи никој не иде на колоноскопија. На што? На колоноскопија, ама добро, тоа е на 40. Да, над 40-45, сакаш, ама Дебело па не црво. идат. Абе, после овие времиња и тоа починам да се прашувам да не е некоја паушална бројка 40 Не пак. мислам дека е паднато на 40, било повеќе. Затоа Да, што повисоко па беше, некои мислам дека. просеци на општа популација се земени. Да. Сваќаш, пак ќе биде на 40, ама како да го фатевме на 35 боле ќе беше. Сваќаш, кој знае, не знам више. Знаеш, ако жениве може да идат еднаш годишно на гинеколог, На 6 месеци, Една на 6 шест месеци? 6 месеци или како, побрзо, да, 3 на побрзо. 6, не знам Абе, како. што ни фали на нас со На неа 3 години. заедно? Абе со неа заедно, а ти идеш на гинеколог, ја идам на уролог. Многу фер. инаку на да. спермограмче, да. Да. Зашто да не? Да, гинеколозите, ја разговарав со гинеколог и тој кажа, слушај, иди провери ова и ова и ова. Сакаш, уште пред да почнам било што со каков процес, сакаш, уште пред да почнеме да мислуваме за фамилија. Оди гинеколог женски. Зашто? Може да резултира со спонтан, може да резултира со, не знам, со Со лош плод, сакаш, еден куп фактори Со има каде што недостатоци. замисли кој
колку е тешко ако се случи некој таков проблем на жената, па да прават зафати. Замисли, што треба да направите, само треба да се провери. Да, Жената- колку е лесно решението успоредба со тоа после последиците какви Па може да не знам, не сте со гинеколог, ама после знам дека има тешки проблеми, сакаш компликации кај жениве, Да. сакаш покомплициран организам се однашио, сакаш сепак има нели јајници, матка, Така, сакаш така. канали некои, па таму со железа стрева. Нас се три параметри, тие не ги проверуваме. Ти кај нас се три, Стварно, тие не ги проверуваме. стварно. Мене највоодушевувачки од цело ова што ми остаи мене впечаток, што ја дефинитивно ќе почнам да го применам бар од аспект на проверки, е што еви јас сум овакво пример за исто, дека го правам истото. Правам крвна слика 2 пати годината и толку. И си мислам дека тоа е мојот прозор во моето здравје. Со причава на здраве, јас заклучив дека праење спермограм, идење на уролог е уште еден многу поубав прозор кон евалуација на целото твое здравје. Преку репродуктивното здравје, ти многу други аспекти од своето здравје прво ќе си ги измериш, а како викаме цело време, што мериш, тоа и се подобрува. Значи, ја како другар од страна што те пратам, да, ти и на хартија, и на црно-бело, и на секој друг смисол си го подобри репродуктивното здравје, ја од страна ти кажам, ти и општото здравје го подобри, само Факто, затоа што реши да го отвориш и овој прозор. Уште еден прозор на проверка. Тоа ми е уште една порака што сакам да искочи дека да, ова е можеби по-конкретно за репродуктивно здравје, машко здравје слеш репродуктивно. Како сакаш да рече? Ама исто така е одличен прозор, прилика за увид во целокупното здравје после. Измери си, види си, па после реши, погледни се во огледало и вистински мисли тоа што ќе окажеш, да си решиш. Ми пречи ова или не? Сакам да имам подобра слика или не? Сакам да пијам секој ден пиво ракија или сакам да... Ако си кажеш да, сакам да пијам и по цена и на тоа, окей, бујром, продужи дале. Пака е твоја одлука. Ама соочи се, имај свесност за тоа, направи одлуката и после не иди да им мрчиш на луѓе што решиле да се подобрат. Друго што беше нешто? Сигурно нешто Забораваме ли сигурно пред нешто што ни забораваме. Јас се надевам дека ќе допре до публикава, значи темава. Еве допре до нас, вајде ќе допре до. Ти начна малце, ама сега можеш да спомнеш, 3 месеца поминаа, што у наредните не само 3, него понатака во животот, што мислиш дека се некои ствари што ќе ти станат веќе и секојдневие, може Исхраната- нешто ќе вратиш, да, како планираш да продолжиш? Исхраната секако ќе ја задржам. Може малку да сколемам лепезата на продукти, не знам, ако почнам да тренирам малце посериозно, не знам, може да воведам малце јунешко месо, знаеш, освен телешкото. Што поевтино малце. Да, сепак мора и тој аспект да го спомнеме. Значи, не е ефтино. Значи, со цениве, со продуктиве, нон-стоп се оди нагоре, почни од зеленчук, кромината 100 денара, сакаш. Мора да направиш и некој баланс помеѓу цена, перформанси на оној што го јадеш. Што ти е можностите? Што те во можностите. Сепак има многу витамини кои што мораш да ги набавиш и мораш да ги пиеш секој ден. Значи без престан. И да конзумираш многу вода со нив, затоа што не сакаш бубрезите да ги направиш песок. Што ќе правиш со алкохол? Па не планирам да почнам да пијам. Уште долго време. Ми одговара. Еве на мекици. Епизодно така? Епизодно открив сега нешто што ствари ми ја задоволува жилбата за алкохол, ама не е алкохол, него е безалкохолно пиво. Аха. Значи апсолутно, значи пиво без алкохол. Значи сега Еве 0-0 Хайнекен. 0-0 Хайнекенот е перверзија. Значи стварно ми доаѓа некад сега, особено летно време, жешко, знаеш. Ако си пил джин тоник и безалкохолен джин има се. Не се Стварно? знае за тоа. Джин, Не, да бе, Гордонс 0-0. Ја. Е. Истина, вкус Имаш жена ми пробано? го пие, да.
Исто. Да, на трудници препорачуваат Ако нема безалкохолно. оној шмек на алкохол на крај, само aftertaste, толку. Све друго исто. И треба да се чува фрижидер зашто има рок, зашто нема алкохол. Да, Тоа е единствената разлика. Кој ќе го отвориш, мора да чуваш во фрижидер. да. Со лајм, тоник, лед, исто. Значи планираш да продолжиш вака Да. без алкохол? Не е страшно. Значи, збориме ова, го правиш додека нека не оформиш фамилија. После тоа можеш да се опуштиш ако сакаш еднаш да се напиеш нешто. Чуе Боже сега, кој сака. Да, да е нормално, да. Може. Ја не планирам. Безалкохолното ми супер. Она навика ти ја задоволува да си седнеш, да си Пивце, издишаш. знаеш, убаво летно време, не знам, покрај плажа, сега ќе удриш едно безалкохолно пиво. Сепак е безалкохолно, на турници се порачува да се пие за млеко. Така, јасно. Исхраната тука. Исхраната таа, исхраната, ја секако уживав у морска храна и уриба. Да, секако е. Изговор екстра. Да, изговор екстра. Поховани лигни само нема Да. да јадеш. Такви ништо немам јадено поховано, сам похованици, страците да ги избегаваат. Дај Боже да бидне се Да, дете ово оно на точак ќе се вратиш Секако. да повози. секако. Секако. Бајкот ми е една од на моменти ми доаѓа само тешко да не можеш да го правиш што го сакаш. Ама па Со трчање замени го малце. да, со друга активност трчање многу сега и ова стрен тренингов ми прави кейф и се осеќам многу боле. Си знаеш. најдеш друга гранка, Да, друго убаво. али ми фалат оние долги вожњи надвор од Скопје, што ги правиме ја и ти, 5 Па е часата. дружбата, па е, Абе, знаеш, како ја не? заедно ќе возиме и сега ја Да. у задње време не му пишам јако возам, да не му правам глупо. Шат пат ќе види, педер си возел. Јеби ga, ама окей, сега. Шала на страна, не дека нешто драстично ќе се вратиш на Не, не, знаеш, апсолутно, тоа е не, тоа, не, лајфстайл, апсолутно, ништо не, не не, ти не. фали. Чат пат тој Па искрен да културолошки бидам, притисок. да, културолошки притисок. Најде ли некои финти као се справуваш више со тие муабети? Па не знам, не ми е добро, Имам проблем. имам проблем. Па и на тие ивенти без алкохолно пиво што има врска. Да. Бај го нема секаде, тука е се проблем. И сега ќе треба кисела вода да гњуриш. Реално. Да, Или и сега обична вода. Да, или обична вода и Добро, со искачанки кафани не е проблем што пиеш, Малце- него проблем е само ти што не пиеш алкохол, а сите околу тебе се Да. пијани. Тука е тука е проблемот. проблемот, да. И секогаш, нели, пошто никогаш луѓето не се отворени, никогаш не се искрени и сите лажат, ако кажеш дека го правиш за експеримент или за да се подобриш себе си, апсолутно си лудак. Тука нема дискусија. За цела епизода... Освен ако не е рак, Не да дај имаш, Боже, да. не дај Боже, па и Ако не стварно е животно брате, загрозуваш. стварно брате, и тај, чувај се, чувај се. Да. Све друго, ако не е рак, Ти си ненормален. ти си ненормален. Цела епизода е еден вид порака, ама да не случајно имаш некоја порака. Порака до сите мажи, слушайте ги советите на докторите, редовно на урологија, редовно на проверка на репродуктивното здравје, за оние кои што планираат нели да започнат или да се во процеса на оформување на фамилија, не е само да се направи спермограмот и да ви кажат докторот дека сликата не е добра, дај да одиме на инвитро или на инсеминација, него одвојте 3 до 6 месеца, посветете се на ова што го збориме денеска. Треба да има подобрувања, не се 100% за гарантирани, ама мора да ги има. Секако ги има. И 10% тоа значи 10% поголеми шанси да имаш дете утре. Да се обратат кон тебе, кон Жаре, ако има некој проблем, ако сака повеќе да навлезе, ако сака повеќе да се информира, тука стоам јас на располагање, секако. Не сме доктори, уште еднаш ќе кажеме, Да. она што го пиеме и што го конзумираме како витамини се продаваат и во аптека, не е да правиме нешто што го правиме на своја рака, не знам, да се боцкаме со инекции, меѓутоа се е на стрес-фри живот, добра храна која што има во изобилство и пиење на витамини. Малце во поголема доза, може да бидат и 12 сапчиња, што не е проблем, билдерите мислам дека пијат многу повеќе од било кој. Да. Така да чувајте се и малце во аспект на репродуктивно здравје, послушате си ги и жените. Да. Реално да. И да не биде октомври за брковите. Или ноември кој беше? Новембер. 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 Ноември си Ноември, извинувам. да.
Да не ми да пушти Не, Марко. бре, да, Ништо, не. фала ти што сподели, Ништо, не е фала. мала работа. И Овој фала нас- што го направи експеримент за сите нас. Ништо се И што надевам. не освести, барем мене то ме знаел предходно, ја појма немав. Значи ја ќе Што не научи и не едуцирала Хюбермен епизода. Ја еве кажувам и тука лично и тебе ти спомнав, планирам редовна пракса да си го правам ова, бар еднаш годишно, иако јас сега за сега завршив со фамилија и праење, ама тоа што спомнав преска како прозор кон општото здравје, мене овие информации многу ми вредат. Мило ми е. Така да здраве брат, фала ептен. Ништо. Здраве за машкото здрави. Ете ти наслов. Има Здраве асоциација. за машкото здравје. Има мала асоциација. Тоа е тоа, дечки. Фала уште еднаш. Фала на вас, фала и Чао, на публиката. Извинете ако бевме малце Нема тоа, нема Таман користни сте, информации. малце не толку детални, ама може да бидеме ако и некој има. Уште еднаш да повторам, не бевме доктори, не наметнуваме ставови, ова беше споделување лична приказна, лично искуство, Подигање на свеста. подигање на свеста. Сакаме да се почне со разговарање отворено на оваа тема во другарски кругови, во јавни кругови, во докторски кругови, да се крева едноставно свесноста на ова поле, а со тоа и здравјето на сите. Фала, поздрав, чао. Поздрав, чао.